Рековме дека со нас се луѓето од креативниот тим, не можеме целиот тим да го собереме, затоа добро утро. Да. Добро утро за Лиле Танчева од Око продукција. Добре ни дојдовте. Добро утро и секогаш ми е драго што се гледаме за убави прилики. Баш така. И сега ако ве прашам Оскар, дали е можно да се случи на Македонија и тоа во телевизиска детска продукција? Да. Можно. Ево ти краток и јасен одговор. Приженес Интернационал е фестивал кој што се одржува веќе 50 години во Минхен, во Германија, меѓутоа луѓето кои што работат на детската ТВ продукција во светот, односно создаваат продукција и цртени филмови, документарни филмови и се што подразбира под продукција за деца до 15 години. Го нарекуваат овој фестивал Оскарите за детската ТВ продукција, бидејќи награда и признание да добиеш од овој фестивал и навистина голема работа, најнародски кажано. Како беше во креативниот тим кога дознавте дека сте меѓу 20 Ние веќе неколку години се пријавуваме со програми кои што влегуваат во други ревијални селекции, меѓутоа ова ни е прво влегување во финали и тоа во категорија која што е многу да ја наречам чувствителна. Играни програми за публика до 6 години. До 6 години, бидејќи едукативниот дел таму мора да биде најзасилен, затоа што во сите педагошки процеси најзастапените моменти од едукативните делови се за децата во предшколска возраст. Реакцијата не би можела да ти објаснам, нормално дека беше многу драго, дека се почастевме за тоа. Меѓутоа, можеби треба да почнеме да се навикнуваме на вакви моменти, затоа што овој тим или нас сите да не навикувате, или вас да навикнуваме, затоа што овој тим работи на многу вакви моменти кои што создаваат вредности, кои што се пропагираат во јавноста. И мислам дека ова треба да биде знак дека Македонија има потенцијал да создава детска ТВ продукција и мислам дека може малце да се концентрираме повеќе на тоа, бидејќи ако не призна од најголемиот фестивал, конкретно Прасето кој сакаше да биде птица и конкретно Око, кој што 15 години работи на полето на создавање на вредности во детската ТВ продукција и пошироко едукација на деца во сите полиња и млади, мислам дека е знак дека можеме и знаеме како. Прасето кое сакаше да стане птица. Прасето кое сакаше да извини. Да. Како дојде до, нели, вели креативниот тим е создавач, еден е режисер и така натаму, музиката е на Мите Димовски, ако не се лажам, да. Може ли да ни кажеш кои се се во тој креативен тим? Прасето кое сакаше да биде птица е еден дел од многу. Да стане или да биде? Да стане. Да биде. Да биде. Има желба да е птица. Прасето кое сакаше да биде птица е дел од еден многу убав проект кој што е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, кој што во соработка со ОХО создадовме проект кој што се нарекува Владење на правото и ги учи децата на своите права и на своите обврски во општество, да ги почитуваат другите пред се да се почитуваат себе си. Приказната на Прасето која ќе да биде птица ја раскажа Елеонора Венинова, која што е сценарист и режисер на овој цртан филм. Илустрациите се веќе препознатливи над Хемичо. Да. Анимацијата на едни многу квалитетни млади дечки кои што се викаат Симон Стојановски и Диме Ѓоргиевски, работат исто во Охо. Музиката е на Мите Димовски, како што веќе кажа. И тоа е еден тим кој што работеше и на многу други проекти. Мислам, тимот на Охо е многу поширок кој што работи од страна воопшто на поддршка на на овие моменти. Прасето кој сакаше да биде птица е дел од тој проект кој што создаде уште други два цртени филмови кои што имаат своји проекти. 4 сликовници, 6 джинглови, една песна Автобус со Пеперминт кој што децата многу добро ја знаат. Да. Што беше еден мултимедијален проект кој што требаше да ги научи децата на вредности и мислам дека сме на добар пат да го испрезентираме тоа до крај. Може ли кусо само што раскажува Прасето? Може. Прасето кој сакаше да биде птица е приказна за едно прасе кој што само сака да биде како другите соученици, а неговите соученици се птици. Тие му се подсмеваат на неговиот изглед и на неговата немоќ да биде како нив. Крајот нема да ви го раскажам, ќе го дочекате да го видите на телевизија. Крајот заедно со Оскарот. Заедно со Оскарот, апсолутно. Поуката е дека секогаш треба да бидеш свој и дека треба да ги почитуваш другите за да те почитуваат и тебе. Значи Прасето ја пренесува таа порака, ќе видите како во нека следна прилика кога ќе се пофалиме најверојатно со наградата. Супер. До мај има време.
Да. Да. Сега може ли да споменеме некои од досегашните финалисти, како нели цртани филмови кои што веројатно и мајки и деца сите заедно ги гледаме. Приженес А интернационал. биле нели финалисти, Така. не само што победиле, туку биле и дел од финалистите како и вие сега што сте. Приженес интернационал е генератор, можам да го наречам, на квалитетна програма во светот, со тоа што не дозволува програмите кои што се пријавуваат на неговите надпревари да бидат веќе емитувани некаде. Што значи првите изданија на ултрапопуларни светски ТВ програми за деца биле промовирани токму овде. Некои од нив се Дора истражува, Сезами Стрит, Маша и Медо. Телетабиси, Маша и Медо и така натаму, кои што се дел од светски гиганти во детската ТВ продукција. Сега може ли кусо да ни раскажете само тоа што може да му се случи сега на прасето? Прасето навистина може да одлета во многу држави и да стане птица. И да стане птица и да така полетно ги промовира оние вредности кои што ги носи во својата приказна. Супер. Кои се најчесто наградуваните земји, држави или каде најдобро котира таа детска ТВ продукција? Каде е најмногу развиена? Каде што и вредностите се најдобро поставени. Во Шведска, во Германија, Велика Британија со детскиот канал на BBC и некои од ултрапопуларните канали на Америка. Супер. И сега, имате ли одлучено ви од креативниот тим на ОХО, кој ќе патува за Минхен во мај? Сите. Сите? Да. Тоа ви е дозволено како? Уште не сме договорени за тој момент, меѓутоа мислам дека постои опција, имаме сите желба да како знаеме и умееме да бидеме дел од тој фестивал, бидејќи ОХО со свој репрезентативен тим веќе неколку години поред е учесник на овој фестивал, да. Имаме и своји пријатели, ги знаеме сите процедури, го знаеме текот на фестивалот и мислам дека овој тим кој што создава заслужува да биде присутен на нешто кое што има потенцијал да биде наградено и како нивен труд и како проект и продукција која што промовира вредности и која што треба да продолжи на тој пат. Добро. Ако случајно, дај Боже, добиете Оскар во таа телевизиска детска продукција и еве на Лиле и се падне, нели? Влечењето на ОХО ќе му се падне. Не, на ОХО ќе му се падне, ама Лиле ќе излезе да го земе Оскарот. Што би рекла? Мама и тато ви благодарам тоа како на Оскар или искрено не би знаела, меѓутоа мислам дека подготовките и за тоа ќе бидат тековни, да, меѓутоа нема да биде пишан говор бидејќи сите ние сме спремни да доволно креативци да кажете нешто. Спремни и доволно креативни за да го извадиме тоа од нас што го твориме и создаваме и го зборуваме веќе долго и долго време на територијата на оваа држава. Добро, и сега нема да држиме палци затоа што не ви треба. Вие рековте дека Оскар ќе ни донесете во мај. Така. Да? Ние искрено се надеваме дека оваа програма конкретно, прасето кое сакаше да биде птица, ќе го најде својот пат до врвот, бидејќи самиот квалитет и на продукцијата и на приказната зборува доволно за да може светските продуценти кои што се суди и жири на овој фестивал да ги препознаат неговите вредности. Мислам дека штом ги препознале до сега, имаме сериозни шанси да ги препознаат и понатаму. И за крај, само осврт на тоа што е ново или што ќе се случува ново во има убава најава. Од денеска почнува, смееме да кажеме што? Да, смееме да кажеме. Од денеска почнува еден проект кој што вака разговорно се нарекува Вести за тинејџери. Една популација во Македонија која што во медиумите е тотално незастапена. Ќе ја покриеме и неа со тоа што ќе направиме еден инфотејтмент магазин, 10-минутен краток, кој што ќе ги тангира тинејџерите и нивните проблеми. Супер. Ќе може да се види на нашите медиуми и на секаде по социјалните мрежи, но за тоа се надевам дека во следна прилика ќе се видиме пак. Повторно се гледаме. Да, паралелно течат и други проекти за кои што секако јавноста е известена и е сведок за тоа. Се спрема нова сезона на детската серија 5+, на големо задоволство на целата публика. Супер. И концерти веројатно нови, ама за тоа имаме време повторно да биде тоа. Да. Ви благодарам во интерес на времето, значи очекуваме Оскар мај, близко е, не е далеку целиот. Ви благодарам за поддршката.